Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Денешната тема за која што ќе поразговараме се младите. Вчера во општина Прилеп беше конституирано локалното собрание на млади, а за негов претседавач беше избран денешниот наш гостин Дино Релушковски. Дино, пред се добре дојде во студиото на Инфокомпас и честитки за вашата функција која што вчера беше изгласана од повеќе категории на млади луѓе. Добар ден, Најдов, и ви благодарам за честитките. Како што кажав, по втор пат во историјата на функционирањето на општина Прилеп е конституирано ова собрание, кое што во наредниот период треба да го избери Советот на млади, кој што потоа ќе биде представник на младите во седниците на Советот на општина Прилеп. Најде да почнеме со собранието. Што представува собрание на млади, кое што како што кажаме, по втор пат се конституира во општина Прилеп и која е неговата улога? Повикот за членови во собранието беше пуштен до сите младински организации во Прилеп со цел да изберат своји делегати кои што би ги представувале интересите на младите од нивното поле на действување. Од сите организации беа пријавени 12 со по двајца заменик делегат и делегат. Со тоа што ќе се осигура присуството на интересите од сите сектори, вклучително граѓанскиот, училишниот сектор со представниците од средните училишта и политичките помладаци. Сите тие 20 на членови, како што кажавте, вчера ве избра за претседавач на собранието. Исто така се отвори јавен повик за 9 мина членови на Советот на млади, кој што треба да се формира. Кој се може да конкурира на овој јавен повик и како потоа се избираат тие 9 членови? Како што кажавте, собранието го пушти веќе повикот, веќе вчера беше објавен на страната на општина Прилеп. Ние сме поголемо тело и над младинскиот совет и ги избираме пријавените. До 25 март повикот е отворен, може да се пријави секој од организациите кои што учествуваат и во собранието, но и не мора да учествуваат, може да биде и од другите организации кои што не пратиле делегат. Потоа кандидатурите ќе се разгледуваат од комисија избрана во самото собрание и избраните кои што ги исполнуваат условите се достапни како информација на самиот повик, ќе бидат избрани со гласање од самото собрание. Потоа тие учествуваат, како што кажав, на седниците на Советот на општина Прилеп, може да учествуваат во јавните расправи, во дебатите, но немаат право на глас. Кажете ми, ова е, како што кажав, второ. Што кажува искуството од првото вакво конституирано локално собрание на млади и Совет на млади? Ајде да пробаме да го излечиме позитивното од целата ситуација. Законот за млади е, ајде да речеме, нов, од 2020 година и првото собрание и првиот младински совет во општина Прилеп, како тест период, за жал не направија премногу, но тоа може да биде лекција за второто. Ние може да научиме многу од тоа како не треба и како да бидеме поактивни како млади. Собранието да биде поактивно исто така и да се осигура дека советот избран од самото собрание понатаму ќе се работи својата работа. Колку години е мандатот на советот? 2 години. И на советот и на собранието е 2 години. Со право на реизбор за уште 2. Дали реално ова тело може да функционира бранејќи ги ставовите на младите или повеќе би останало како на хартија? Да, ние имаме мојки. Мислам, младите во Прилеп не се мала група, со тоа што имаме представници од сите сектори и, како што кажав вчера, сите 90% од младите во Прилеп се на некој начин застапени преку организациите кои што се пријавени во собранието. Може да има многу голема улога во Советот. До сега, како што кажавте самите, се ограничена е улогата на самото на самиот локален младински совет, на советодавно тело, но понатаму, ако видиме дека има опција самото локално тело на млади да биде и да добие и некаков глас, зошто да не? Значи би можело да се понатаму да се лобира младите да имаат и глас во Советот на општина Прилеп. Да речеме како една
независна група на исто мисленици, нели младите сите исто сакаме да живееме квалитетен живот во општината. Доколку голема група на млади се застапени преку тоа тело, не гледам причина зашто би се одбило да има и глас во самиот совет на општина Прилеп. Според она што го разговаравме вчера, за жал истакнав се дека 90% од младите, односно од средношколците во Прилеп, доколку се направи анкета помеѓу нив, би одбрале да живеат надвор од својот роден град. Зошто е ваква ситуацијата во градот? Што е она што треба да се смени и тоа подитно? Тука треба да се разграничи дали сакаат да живеат надвор од Прилеп или сакаат да заминат во тој момент во Прилеп, од надвор од Прилеп. 90% би заминале надвор од Прилеп после завршувањето на средното образование со цел да се доедуцираат. Во Прилеп имаме само еден факултет. Неблиските факултети или факултетски градови ни се Битола, Штип и Скопје, па дури нели младите заминуваат и во странство. Нашата цел треба да биде како периодичното заминување на друго место надвор од Прилеп на младите, да успееме да ги вратиме со цел едуцирани да се вратат во градот и да се развиваат, дали фамилиарно, дали кариерно. Не мислам дека Прилеп нема доволно можности за младите да се вратат. Јас сум еден од тие што се вратиле. Сум се едуцирал надвор од Прилеп и сватив дека мојот труд и моето научено во надвор од Прилеп можам да се вратам во Прилеп и да направам Прилеп да биде подобар град, за да може да се развиваат младите тука. Другите што сакаат да се иселат од Прилеп постојано за да не живеат тука, дали економски, дали едукацијски, треба да им кажеме дека да ги убедиме или да им ги кажеме позитивните работи на градот со цел доколку некогаш си го сменат мислењето, нели ние не сме истите луѓе од вчера, да имаат да размислат дали би се вратиле. Можат ли младите во Прилеп да се обединат и да делуваат како едно тело? Сметам дека да, сите имаме исти интереси во различна форма. Сите млади сакаат да живеат здружено, сакаат да имаат квалитетен живот, баланс меѓу кариера и здружување и вон кариерни активности. Мислам дека Прилеп нуди доволна балансирана средина за тоа да се оствари, да може и кариерно да се развиваме и да имаме работи што би ги правеле после работното време. Спорт, рекреација, едукација неформална, да учат животни вештини, да биде вклучени во општеството, заради тоа што мислам дека младите нема и не сваќаат дека тие што треба да го креира општеството. Ода по умот на стариите. Дали може би ми пречи тоа што за да имаш некаков си кариерен развој во нашата држава, треба да имаш партиска книжка? Да. За жал, корупцијата во нашиот менталитет, во нашето општество е секојдневна тема. Ги ја кажуваме како јавна тајна и мене тоа многу ми смета. Зошто? Заради тоа што губиме на квалитет. Неквалитетните млади лица не може да влеза и да придонеса квалитетно во некој сектор во општеството, во градот, заради тоа што единствено нема една хартија која што не гарантира ништо за квалитетите и вредностите на самиот млад човек. Што е она што ќе побарате првично итно како локално собрание млади и како совет кога нормално ќе се формира тој? Во мои раце е во моментов изборот на седниците на собранието и избор на локален младински совет. И потоа би бил отворен за соработка со младинскиот совет, тоест ние сме истите интереси, тие се една помала група од собранието која што би ни представувала сите наши идеи, цели и би биле представник во поголемиот совет на општина Прилеп. Би ги советувал да не се плашат да си го искажа мислењето или наши ставови, да пренесат таму и да биде конструктивни, да не биде само неми наблюдувачи во самиот совет на општина Прилеп, заради тоа што младите има моќ.
Како функционираат овие локални собранија во другите општини во Македонија? Дали имате некакви контакти, искуства? Како што кажав, во цела Македонија законот е нов. Сите сме до истата стапка на второ собрание, второ локален младински совет. Така да мислам дека има уште огромно поле да се развива целиот начин на работењето. Се надевам дека и другите градови би ги промениле грешките на претходниците и во вториот мандат веќе би биле успешна приказна во секој град. Единствено информацијата што ја имаме во државата е дека Прилеп заостанува со младински центар, веќе рокот е поминат. Требаше 5 години од донесувањето на законот за млади. Секоја општина да има младински центар и да издвојува 0,1% од буџетот на општината за младите. Во моментов немаме младински центар, не знаеме колку точно буџет одделува нашата општина за младите. И тоа би бил приоритето на нашето действување како собрание и како локален младински совет во општината. Зошто нема до сега, 5 години после законот, формирано младински центар? И кои ќе бидат бенефитите и предностите на тој младински центар за младите? Ќе имаат своја зграда, буквално младите. Сега мојата замисла, нашата замисла е дека младинскиот центар ќе биде отворен за сите организации, дека нема како претходно во некои наврати во историјата на Прилеп некаков општински објект да биде доделен за некаква си младинска цел на некоја организација и да биде затворен само за неја. Заради тоа што ние сме голем град и имаме многу младински организации, не сме како помалите градчиња кои што има 2, 3, 4, зависи нели од кој сектор во кој сектор се активни. Нашата цел е да бидеме обединети, а не да се бориме кој би го зел младинскиот центар, заради тоа што нема да има никаков ефект врз градот, доколку ние се јадиме меѓу себе. Младинскиот центар постои, се караме кој да го стопанисува. Сметам дека имаме потенцијал, општината располага со доволно објекти во самото градско подрачје кои што би можеле да станат младински центар, но некако фокусот уште не е ставен на младинскиот центар. Се надевам дека ќе издействуваме со собранието и со локалниот младински совет да се забрза постапката, општина Прилеп да си направи, ајде да речеме, некој попис на самите објекти кои би можел во иднина. Се надеваме и во нашиот мандат во наредните 2 години да имаме нов младински центар во Прилеп за сите организации во Прилеп. И еве за последно поврзано со оваа тема, како функционираат во Европа овие младински собранија, младински совети? Дали имате некакво искуство, дали понатаму би имале соработка со земјите од Европската унија? Значи, јас можам да кажам во конкретниот случај за Пловдив, во наша блиска географска положба, наша соседна држава, европска. Пловдив има младински центар кој што е достапен за сите организации во градот, вклучително и Звидници. Значи го користа, стопанисува, мислам, сите заедно. Постои место за договор, си го користат сите. Блиско е до база за како олимписки базен за кајакарење, не знам наш термин, гребна база ја вика во Бугарија. Значи местото е околено со парк, има место за рекреација, спортски игралишта и самата зграда е голема зграда кај што има повеќе сали и сите организации можат да си ја искориста нели за промовирање на нивната организација, тоест одржување на нивната програма за здружувањето и функционира позитивно. Оно што е најважно, колкав е таму гласот на младите и колку се слуша? Па се слуша повеќе заради тоа што место гласот доди до самите нас, ајде да направиме ова, ајде да направиме ова, веќе имаат место кај што може да фокусот да го става веќе на нивната програма и на едукација на млади, на спорт, на рекреација, на квалитетен живот да направи за младите. Не се веќе натегаат за да се направи младински центар, за да има глас младите. Така да не треба да измислуваме топла вода, топлата вода постои, треба само да ја донесеме во градот. И нормално сите, пошто сега ние
не можеме утре да земеме да изградиме младински центар во 2 дена, треба сите сектори, вклучително општината и целиот град, да се фокусира да се направи такво нешто. И еве за крај од она што може да го забележат гледачите од вашиот аутфит, вие сте член на Сојузот на извидници на Македонија. Како функционира тој во Прилепско-Пелагонискиот регион, каде што работите и вие? Работам за Сојуз на извидници на Македонија како програмски асистент за развој на Пелагонија конкретно. Вклучен сум преку мојот матичен одред, извиднички одред Феникс, нели од нашата локална единица. Сојузот е чадар организација и е најголема младинска организација во Македонија. Работи на едукација на млади, неформална едукација на млади за животни вештини, за како да бидеме вклучени во општеството. И не само Македонија, извидниците се најголема организација младинска во светот и самото почнување на извидништвото е со цел еден чичко видел дека младите не прогресираат, ги зема, ги носи на остров и ги учи на живот. И така почна во 1907 година и во нашата срж е нели младинската политика, тоест како од младите да направиме индивидуи кои што ќе бидат вклучени во општеството на секоја поле. Колку членови броите? Во моментов локалната единица Феникс брои 100 членови, над 100 членови, а на ниво на цела држава 3000, на ниво на светско 60 милиони. Дино, ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во Инфокомпас. Наредна мисија ветувам дека ќе ја посветиме на извидништвото како една интересна тема за младите, но секако ќе се задржиме и на функционирањето на собранието и на советот кој што за брзо време треба да биде конституиран. Се надевам дека ќе имаме успешен избор на ентузијастични млади луѓе во советот и дека ќе издействуваме во наредните 2 години заедно собранието и советот на млади во Прилеп да биде младински град. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Дино Рилушковски, председавач на локалното собрание на млади, како што кажав, кое што беше конституирано по втор пат во општина Прилеп. Ќе ја следиме нивната работа, ќе им отстапиме максимално простор на младите како медиум, нормално затоа што младите се иднината не само на нашиот град, туку и на нашата држава, а со нови информации ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.